Мора да почнеме поинаку да функционираме и да не молчиме пред неправдите. Мора да се обелоденуваат сите криминали и скандали. Мора да бидеме гласни за да не станеме невидливи. Криминалот е тој кој треба да биде замолчен. И навистина доста е. Не дозволувајте да ве платат или заплашат. Ако ви нудат пари, тоа се ваши пари. Ако ви нудат многу пари, и тоа се ваши пари. Ако ви се закануваат, знајте дека после 8 мај ќе бидете заштитени од новата влада која ќе ја формира ВМРО ДПМН. Македонија се наоѓа пред сериозна одлука, а изборите кои следат во себе не го носат изборот која партија ќе победи, туку каква иднина ќе се одбере за себе и за своите семејства. Главниот проблем е што државата е одземена од рацете на народот, контролата е во стотина души кои управуваат со се во земјата, без одговорност, со многу криминал и многу корупција. Нема поголем тендер во земјата, од каде тие кои што ги напоменав не собираат процент. Тука во Гостивар, на пола пат од Тетово се сликаа со лопатите, наместија бини, сечеа ленти за нови автопати, дел од коридорот 8 и 10Д. Еве помина година дена, дупка не ископаа, не па автопат да изградат. Повеќе од 300 милиони евра народни пари исплатија во ветар. Таму подизведуваче омилената фирма на ДУИ, бидејќи ДУИ управува со државата. Управува со државата, наместо тоа да го прави народот. Артам, Бујар и Талат си се послужуваат со Македонија, затоа што имаме слаб СДСМ, кој дозволувајќи го тоа, скапо си ја купува власта и деновите поминати во фотели. И овие денови ги слушам, оние обвинувања кои се редовен декор, секогаш кога ДУИ е нападнато поради криминал и корупција. Нападнато е затоа што се фатени директно како ја ограбуваат Македонија. И тука не ги ограбуваат како што тие милуваат да кажат само македонците. Тие ги ограбуваат сите, и македонците, и албанците, и турците, и србите, и власите, и бошњаците. Тие ограбуваат Македонија. И тогаш, кога се фатени во тој грабеж, тие не обвинуваат дека ние од ВМРО ДПМН сме биле против албанците и затоа многу сме ги напаѓале. Правата на албанците не е тема која